Еве не во стрелачки простори. Со нас е господинот Јордан Тасовски, председател на Македонската спортска стрелачка федерација. Од неодамна би рекле, но ведели цела епоха од новото време, односно од нормално време. Сега сме во едно ненормално време на буквално пандемија, COVID-19. Вие Кусо би сакал да ни кажете една мала лична карта за вас. Се познаваме долги години. Да. Вие како стрелец бевте во Стрелец. Так. Благодарам што одвои време да не удостоиш да не поканиш во твојата емисија Ловеч колко. Секогаш си не поддржувал и ќе продолжиш да не поддржуваш, зашто главната цел на твојата емисија е стрелаштво, лов и риболов и спорт. Пасија. Да, пасија. Да. Пасија е се што е поврзано со оние вештини што значеле порано живот, а и се повеќе живот значат, а и тоа е начин на живот за стрелците. Така. Рече си една година помина многу брзо, од кога се ме назначија за председател на стрелачка, Македонска спортска стрелачка федерација. Од декември 2019. Некои ме знаат, некои не ме знаат. Јордан Тасевски, претходно бев селектор 4 години. Исто така председател на најуспешниот клуб, стрелачки клуб Стрелец. И 27-8 години активен стрелец, многу кратен првак државен со пиштол и со пушка. Како и така, многу први места имате освојувано, меѓународни високи гледано на големи надпревари тука кај нас и надвор од земјата. Што се опфаќа програмата на Македонската спортска стрелечка федерација во овој период, да речеме, што моравте да го премостувате и да ја трансформирате својата програма, бидејќи пандемијата на некој начин на самиот старт ве сосече? Одржавте еден надпревар со воздушна пушка или повеќе? Иако имаше ковид криза и карантини, во тој период само имаше затишје, иначе пред тоа до кај 13-15 март и после карантините бевме многу активни, оптеретени со настани и активно настапуваме според програмата и календарот на федерацијата, гледаме што може повеќе надпревари од зацртаното да се одржи. Учествуваа младите, значи од дисциплината воздушна пушка на Европско првенство во Полска. Сите 4 девојчиња со воздушна пушка имаат Б олимписки норми, значи кандидати се за учество на Олимпијадата и се борат за во наредниот период, наредна година Олимпијадата се планира да се одржи во Токио и се борат за влез во финале и освојување на директна квота на Олимпијадата во Токио. Се одржуваат зимски припреми, се одржа и летни припреми после кризата. Имавме строг протокол кој Комисијата за заразни болести го усвои и спроведавме на 8 август државно првенство. Тоа не беше најбитно, со воздушно оружје, пушка, пиштол, мажи, жени. Немаше никакви проблеми, се спроведе строго од редарите и од мерките што беа пропишани во протокол. Потоа одржавме државно првенство со војничка пушка и полуавтоматска пушка, позната паповка. Токму така, но прво за воздушната пушка, ние присуствувавме тука кај вас во стрелиштето, видовме дека има прекрасни услови и чинам дека го уловивме со нашето ловеч колку последното нормално првенство. Да, имаше прв. И сетите што ќе следат практично. Тоа беше од првиот куп, да. Одржавме и прв куп од Лигата на Македонија. Учествуваат во федерацијата со цела Македонија. 30 на клубови се членови во федерацијата. Нашиот клуб, стрелачки клуб Стрелец е прв за сега повеќе години на листата. И учествуваат сите во, како што кажа, во првиот куп. Так. Беше успешно тој исправен, тогаш немаше криза со ковид, се наговестуваше и пак имаше некои мерки за дезинфекција на раце и такви ствари. Истото беше и во Полска, во Вроцлав, кој се одржа Европското првенство. Се спроведува мерки таму, иако немаше уште карантини. Откако се вративме, тоа беше негде 1-2 март, започна свето тоа строги мерки 13-15 март. Така. Практично, можеби електронските мети што ги имате набавено се во ова дигитално време добре дојдени за ковид. Тоа е, значи, најголем успех до сега на Стрелачката федерација во изминатите 20 години.
и воопшто, бидејќи за се првите 5 електронски мети кои ги набавив откако... Но не знаете за кој? Да. Така. Откако станав председател, практично на тие електронски мети нашите репрезентативци државни на меѓународните надпревари учествуваат и на нив се надпреваруваат. Ние такви немавме за тренинг и правевме припреми за репрезентативците надвор од земјава каде што има електронски мети. Најчесто во Србија, Бугарија и сега ги имаат да тренираат, се прават тука припреми, нема потреба да одиме во странство и самите стрелци се навикнуваат на истите мети пукаат и во надпреварите на меѓународните првенства. Да, многу е битно да се стрела во такви услови какви што се очекува на некое меѓународно првенство од европски или светски карактер. Види, за тие мети исто се заслужни ваучерите кои владата на Република Македонија со закон ги уведе заедно со Агенцијата за млади спорт и практично многу клубови и федерации наидоа, значи добре дојдени такви ваучери што се развиваат секој тоа што му фалело практично. Има можности, откако ќе ги реализираш секако. Така, има строги критериуми да се реализира. Исто се бодуваат, сите што добиваат ваучери мора да учествуваат во лигата, строго се оценуваат тие правилници што некој за се стекне со ваучер. Одлично. По правилата на агенцијата. Ме прекинав, дојдовме до првенството на 100 метри со Паповка. Паповка, тоа е полуавтоматска пушка за многу еве и стрелци што не знаат, тоа е основното оружје во она време, популарна пушка, кое што сите сакаат да мојата генерација беше во JNA, основната пушка. Обично ја користат гардите во некои земји. Така. На армијата. Тоа е, значи, државно првенство кое се практикувало во бившите југословенски простори во земјите, со Паповка полуавтоматска и со војничка пушка 798, 748, друг тип од 79 што е војничка 24-ка. Да, и обичната пушка М48. Да, обично се користеле тие пушки бидејќи сојузите поранешни, федерациите ги имале и се уште имаат. И ако се во лоша состојба, ние практично се трудиме да ги одржуваме затоа што ни се потребни, бидејќи постарите членови ветерани учествуваат на тие првенства и се пука по 20 куршуми од секоја пушка, Паповка или 7-9 у последни категории. Порано се пукаше и 20 брзо пукање, но сега нема услови и нема толкава амуниција. Брзо пукање. Време трајање е разликата, мислам дека не ме држи за збор дека 5 минути брзо пукање за 20 куршуми да ги испукаш. Така, и 20 минути за 20 куршуми е нормално пукање. По една минута на куршум доаѓа во нормала. Е многу муниција. За снайпер исто беше околу една минута за куршум. 20 минути за 20. Тоа е на Гран При Скопје, да, таргет рајфл на 300 и на 100 метри, 20 минути, 20 куршуми. На овој надпревар 100 метри, кои беа подобри, ловците или стрелци? Па има и љубители на лов, што се и членови во стрелачките клубови, поранешни државни праваци или активни спортисти со воздушно и полицајци што се членови кај нас многу и кај мене, деца што биле мали јуниорчиња, станале сега полициски службеници и доаѓаат на тие надпревари, се пријавуваат. Сепак тој надпревар, да појасниме дека државно првенство со Паповка и 7-9 може да учествуваат само членовите во федерацијата, односно пријавуваат само стрелачките клубови. Не може да пука било кој да се пријави да користи. Така и да појасниме, значи треба да и без разлика кое е друштво, дали е ловно друштво, еколошко друштво, ако има формирано клуб по спортските пропозиции што ги предвидува законот, односно да имаат и спортски легитимации, практично може да учествува и да биде членка на тој клуб, да се зачлени во Македонската спортска стрелачка федерација, тогаш има право да учествува. Секој може да отвори клуб, но тој клуб треба да исполнува доста многу правила, значи според правилникот на федерацијата, според законот за спорт и истиот да стекне дејност спорт, па да се приме во федерацијата на годишно собрание. Сепак треба да биде исто клубот активен
во лигата на надпревари, да учествува прилично, да има свое оружје, да има тренер кој ги исполнува законските обврски и да биде активен. Тоа значи да постои и со акција и со тренинг. Така. А да се испроба до каде е неговото битисување или тренирање на надпревар. Во однос на вашиот план, гледаме пополека се остварува. Го одржавте и Гран При Скопје 2020, прекрасна спортска, да речеме, манифестација која што е празник за очи. Понекогаш и празник за уши, ама далеко, не од близко. Побрзавме да го одржиме, бидејќи тој секој година се одржуваше во мај. Го одложивме, тоа беше во екот на кризата со COVID-19. Предпоставувавме дека може па да има карантини, затоа во слободен период побрзавме според протокол да го одржиме. Голем настан кој одзема голема психичка и физичка енергија и сите капацитети беа ангажирани од федерацијата и клубовите за да се одржи тој напред, бидејќи не е едноставен, се одржува во 2 дена, сабота и недела, претходно има цел месец припреми, вака изгледа 5 часа забава или пукање, но не е така, се треба да биде под конец и безбедносни мерки со оружје, бидејќи се работи. А и имавме наметнати мерки и за COVID дополнително. Учествува речиси сите единици на армијата и полицијата. Да, многу масово, ние си изненадивме толку многу луѓе. Стрелци. Не очекувавме оваа година. Таму може да учествуваат на тој надпревар исто и лица што имаат свое оружје, тоа на тој надпревар е отворен, затоа е тој интернационален. Странци имаше многу мал број, не дојдоа странци со снайперите. Потешко, нели, од некои земји, зависи какви... Па дојдоа тие што беа во Македонија, практично. Зависи какви мерки имаат. Некој исто тест мора да се врати, па да се карантини на луѓето, не им се исплати такви Секако авантури да прават. имаше и гранични бариери и психолошки бариери, практично заради ковидот, но сепак изненади присутноста и масовноста. Па имаше над 250 луѓе, можеме да кажем 200... Го следиме, ова е 14-ти практично Гран При Скопје 2020. Тоа е уште една работа, уште еден спортски настан кој што го буквално ја додава стрелачката боја во виножитото на спортови што се практикуваат во градот Скопје и што му даваат буквално белег и препознатливост во таа затоа имавме поддршка од град Скопје, од општина Газибава, од Агенција за млади спорт и многу други спонзори, како што се главни комерцијална банка, Вие Медиумите, Ловеч Колко и други. И гледаат дека има... Да, и локалната заедница и градот и сите други препознаа во надпреварот еден буквално сегмент кој што се повеќе и повеќе е дел од урбаното Скопје, а сепак спортско. Рече се една година немаше надпревар некој со голем калибар за цивилите, да кажем, и армијата и полицијата и го дочека како настан за нив да се пробаат после. Толку така и мора да ги похвалиме сите што учествува, беа страшно дисциплинирани, соработуваа со судиите и буквално што се вели соработуваа и помеѓу себе, тоа го доживуваа како празник свој. Како што кажа значи и судиите треба да се искусни со големо искуство и оценувачки судии, и линијски судии и луѓето што работат во рововите за промена на метите. Луѓето, гостите беа дисциплинирани сите, од безбедносните сили, учесниците до другите. Напоменато им беше, иако отворено сите пак носеа маски, тоа беше на 12-13 септември, поменатиот период исто нема проблем. Воопшто и во стрелачството се чуваме да сега немало проблем да не се заречеме со вирус. Така, тоа се гледа, еве тука сега малце промеја ке не уте посебено мене од назад прозорите се отворени. Но тоа се услови под кои што и е здраво да се спортува. Објектно здравето, да. Така. Буквално навистина празник за очи и секоја чест. Униформираните лица кои учествува секако по дефолт, нели, се дисциплинирани. Но овој пат да ги пофалиме и цивилните лица, граѓаните, беа како под конец.
дисциплинирани и дури соработуваат меѓу себе. И изгледа неволјата ковид ги поврза да соработуваат. Се осети еден дух, освен надпреварувачкиот, и еден колективен дух на заедништво. Имаше многу пофалби после надпреварот. Јас им кажав, јас не ги осеќам затоа што сум цело време во работа, во контрола на сите точки и места, нели, кај судии, кај оценувачи, кај луѓе. Многу малку време имам на тој ден да се видам со сите луѓе, бидејќи е побитна безбедноста, нели, и настанот да се одвива како што треба и како што по планот и протокол. Токму така и вие бевте еден од тие кои што беа дел од тимот, прв меѓу еднаквите во работата. Да. Буквално, и мора да ги пофалиме на вистина сите што менуваа мети, што беа, што ги броја поедните. Тоа така убаво го правеа да воопшто не се осети дека толку многу стрелци има. Немаше застој, ама за среќа немаше ни изедначени резултати. Изедначени резултати имаше многу. Имаше? Но судиите имаат правилник по кој тоа го решаваат. Значи, добро, да. Прво го решаваат по центри. Во снайперите дури имаше 5 центри, исто има 3 осмици, 2 деветки, исто има. Онда решаваат по внатрешни центри. И се одлучуваш. Затоа што многу тешко е пак да ги повикаш 20 снайперисти да се наместат со своите пушки за по еден куршум, нели, да се испробат уште еднаш или два пати, тоа одговлекува време. Да, многу време. И затоа има правилник како се решава тоа. Така да има се да се случува многу да имаше задоволни луѓе. Сите дури си честитаа еден. Тоа е најбитно што нема расправи, нема грешки во судиите, значи сите се нестрпливи, чекаат резултати. Тоа што сме слушале дека за влакно некој победил. Да. Сите нестрпливо чекаат резултати па да биде коктелот, но ако има проблем после сите пак по судиите, нели, викаат на нивна сметка а они работат макотрпно цел ден за да бидат резултатите. Толку многу серии имаше, особено на револверското стрелиште. Имаше над 90 луѓе во пиштоли и револвери. Серии, на секоја серија да се внимава, да им се укаже, но и стрелците си беа дисциплинирани. А сите се тие повеќето стрелци, поранешни стрелци, лиценцирани судии од Федерацијата, меѓународни тренери има со лиценци и така. Со тоа може да заклучиме дека продолжува традицијата 14-ти пат. Независно, вие председателите ќе се менуваат. Така. Но треба токму тие настани кои што се веќе етаблирани во душата на стрелците да се одржуваат и да се реализираат за добробит и на стрелечката култура, ама и на општата култура на заедницата на која што припаѓаме на Македонија. Значи, да, спортистите ја водат Федерацијата и знаат како е добро или како е лошо водење на некоја спортска институција. Сме учели од грешките порано и позитивни критики и негативни критики кои се укажуваат. Гледаме наредниот пат кога ќе има надпревари или некаков настан да се коригираат тие работи и да се оди напред. Вие покажувате исто така како стрелци една голема транспарентност, односно не би го нарекол тоа транспарентност, туку би нарекол показател како треба и другите спортови да чекорат. Иако другите ќе кажат, па тоа е нормално, стрелци се. Да, нормално е, но е величествено кога ќе ги видиш своите македонски стрелци во такво прекрасно издание. А чина ми снайперистите наши често пати надвор од државата не представувале тоа пандемија. Да, имале многу освојување надвор од државата исто снайперистите. Многу злата, многу сребра на балканско ниво се едни од најдобри. Да, секогаш се во правите 3 места, да. Точно така. И сега би позборувале можеби една дисциплина која што повеќето ја вградуваат во ловното стрелаштво, а уствари тоа е трап стрелаштво. Трап е олимписка дисциплина, а ловното стрелаштво е практикување на истата дисциплина, ама од во ловечките друштва. Ние на годишното собрание, значи, имавме програма кај што практично сите дисциплини ќе ги развиваме или кои биле занемарени, ќе се посветиме на нив. Така да, како самиот што кажа на почетокот, прво воздушното го направивме што е најприоритетно што учествуваме на сите олимпијади сега. И имаме многу кандидати за олимпијада, па го направивме голем калибар државното и го направивме тоа што мораме да не се прекине традицијата 14-ти пат Гран При Скопје. Сега планираме исто во наредниот период да се одржат неколку надпревари во Прилеп 11 октомври, тоа исто
40 и повеќе години, ако не се лажам, на територијата на Југославија со воздушно оружје, па да се одржи Гран При Богданци, трап надпревар, како што е по правилата, значи 125 олимписки трап во стелиштето олимписко во Богданци, кај Ристо Попов, кој практично е исто и он 125 гулаби што лета, односно глинени фризби. Така, глинени гулаби. Тоа ќе го води главен судија, ќе биде Ристо Попов, он е меѓународен судија, пред некој ден му пристигна новата лиценца, обновена од Светската стрелачка федерација. И таму исто ќе учествуваат, значи, како и за Паповка и 79, единствено само стрелачки клубови, бидејќи долг период од страна на федерацијата бил занемарен овој дел, значи оваа дисциплина трап 125 олимписка, и сега практично активираме, промотивно ќе биде тоа, па ќе се вклучат и други, како што кажа, ловци кои имаат љубов кон ова, а знам дека имаат кон оваа дисциплина, ќе се приклучат кон стрелачките клубови и ќе има, нели, кандидати нови, се надеваме и за меѓународни надпревари. Практично во Македонија порано ловното стрелаштво, односно трап стрелаштвото, беше буквално под покровителство на Ловечката федерација на некој начин, иако надвор од Македонија мораше да се уплаќа котизација во Светската стрелачка федерација и така натаму. Тоа може би било пред 2000 година. Така, секаде не само, тоа беше во бивша Југославија, пред 90-та. Тоа било, рече се, забава на ловджиите. Да, може да се градира така, но сега период кога не се уловната сезона, они мора нешто да се рекреираат. Но и сериозни луѓе има, сериозни стрелци, тие што еве и клубови формираат, нели повеќе имаме од Радовиш клуб, од Богданци клуб, од Струмица клубови и од другите. Во федерацијата има 3 клуба, значи стрелачки клуб Скопје, стрелачки клуб Бучем од Радовиш и Магнум од Богданци. За други кандидати има Рефлекс Шот од Струмица, исто така кои треба да ги примеме. Гледам дека луѓето се активни и посветени, сакаат да се развива спортскиот дел кај нив и да се посветат на олимпискава дисциплина. Има голем ентузијазам и ќе им дајаме шанса. Практично расадник на трап стрелците се ловците. И секоја чест на југоисточна Македонија што го одржуваше тој континуитет, бидејќи во Западна Македонија буквално јас немам информација дека има официјални некои надпревари, односно и надпревари од забава има, не знаеме, а во Скопје пак на местото на стрелиштето, кое што може би под некои нови околности при легализација на земјиште и така натаму се трансформирало. Буквално тоа е сега простор каде што се наоѓа ресторан за свадби. Но тоа е тоа. Тоа е тоа, ќе гледаме да се надвине тоа, но факт е дека Стрелачката федерација се разбуди во тој поглед и ќе биде еден простор каде што може да се имплементира трап стрелаштвото според олимписки норми. Да, тоа е интересно. Исто таму од Радовиш е многу активен исто и Коста Поцков со нивниот клуб Бучем Радовиш, така да на тие клубови ќе им се даде шанса да се развиваат, што може ќе помага федерацијата. И би сакал, имаме и пушка. Олимписката дисциплина трап, секаде во светот е во стрелачките федерации и трап и скит се одржува, нели, во стрелачките федерации. Они пријавуваат, преку нив се настапува на купови на Олимпијада исто, ако се стигне, ама така не се стига до Олимпијада. Прво треба на меѓународни првенства да се извадат норми од тие 125, значи се високи над 115, некаде да се испукаат. Така. Ова е веројатно Брна ЗХ-303, 301 или 301. Ова е клубот, да. Убави пушки. Клубовите имаат, да, има другите клубови имаат оружје. Екипи кои што имаат вакви пушки, но има различни трап пушки, зависно од афинитетот. Да, различна, значи трап пушка е многу поразлична од ловна пушка, има правила за настап на меѓународни надпревари, без каиши, нели нормално. Так, и други елементи на пушките. Добро е, во околните држави трапот и скиитот се развиени, здравје, ќе гледаме прогресија и во тој поглед. И сега
би загатнале едно прашање кое што е дури неизвестно, бидејќи ковидот неизвестни ни ги направи сите идни планови, што се вели. Како понатаму? Што ќе следува во однос на вашите планови за реализирање барем за неколку месеци или до крај на годината или до крај на стрелачката сезона? Месец октомври, ако мислиме дека ќе го истераме, секој викенд имаме планирано, како што кажав, имаат контролен се репрезентативците во сабота во Кавадарци, на 10 имаат надпревар, 11 октомври Прилеп, на 17 и 18 ќе се одржува Гран При Богданци во дисциплината трап, се одржува по правилата 2 дена. Првиот ден се пука 75 гулаби, глинени гулаби, вториот ден се пука 50 глинени гулаби и од сите учесници првите 6 финалисти влегуваат во финале дополнително уште една серија од 20. Плей-оф го именува тој. Да, тоа ќе се одржува во 2 дена, исто и финансиски е тоа доста захтевно, да, и после тоа имаме на 25 октомври, се надеваме ќе биде нормално времето, Стрелец куп, тој повтор пат се одржува, стрелачки клуб го организира. Исто како и Гран При, тој ги опаќа сите дисциплини, значи 200 метри ловна пушка, 100 метри тактичка снайперска, да, на камник, 100 метри механички нишани пушка, 100 метри снайперска тактичка полуавтоматска пушка и пиштол и револвер на 25 метри. Исто за пофалба е голем интерес има и кај жените, гледам учествуваат повеќето во пиштол, има многу активности, сакаат да тренираат, има желба, а кај нас во воздушното се докажани. Се од една третина мажи. Кај нас во воздушното се многу активни, докажани, да, и рече сите норми или се девојчиња што пукаат на меѓународни европски светски првенства. Така. И сега повторно да се вратиме на Гран При Open. Имаше многу дисциплини. Кои се дисциплини имаше да ги се пукаше во 2 дена, во сабота се пука Target Rifle. Поради што имаше мал одзив на странци, Open Rifle го кинавме оваа година, значи Target Rifle се пукаше на 300 метри, истите стрелци се земнуваат и на 100 метри, на многу помали метри. 300 метри не е мала далечина, нели? Таму се метите 50 на 50, ама центарот е 4,2 сантима, така да е доста мало и далеко. А во недела се пукаше пиштол 25 метри, револвер 25 метри, пушка механички нишани 100 метра, снайперска тактичка, полуавтоматска пушка. Главното оружје е ловечки карабин. Да, ловечки карабин. Според името на емисијата, ловечко око и нормално се што е снайперска ловна пушка на 200 метри, да, малце. Таа се одржуваше на 100 метри, значи снайперски ловен карабин, снайперска ловна пушка. Од минатата година им ставивме малку поголема амбиција на 200 метри, за да може да се докажат и на 200 метри. Толку така, тоа имаше во таа дисциплина награда, оптика од симулација на нашите спонзори. Така. Имавте и спонзори кои што вие подкрепија. Ние благодариме што исто така за соработката што имавме со вас, ние бевме рамноправни со сите спонзори кои што имаше многу спонзори, јас сега од плакатот можам да ги набројам многу. Битно награди главни доделија Микеј Интернационал на ова првенство и Арсенал оптика, Арсенал Струга. Тие ќе не поддржат, претпоставувам, и на Стрелецко, бидејќи лани имавме многу награди во сите дисциплини. Оваа година некои спонзори се јавија зашто не барате за Гран При. Јас им кажав незгодно ние ради кризата економска и ковид и се, па оставивме само да има надпреварувачки пакети, доста интересни за секој надпреварувач и во некои дисциплини за првите места. Па тоа е шанса тук за тие фирми да се промовираат помеѓу целната група, а исто така и да остварат една вонвременска презентација која што понатаму во медиумите секако ќе секоја поддршка на спортот исто и општествена одговорност за фирмите и они се покажуваат и нивната широкоградост. За Стрелец клуб планираме да има повеќе спонзори, повеќе награди, се надеваме до тогаш нема да има поремедување со вирусот.
За ноември и декември имаме многу надпревари меѓународни, но да видиме прво очекуваме што ќе се случува со границите. Дали ќе ги отворат без тест, со тест Или брз тест. или брз тест. Не знам како ќе биде. Бидејќи е многу незгодно за 5-6 деца или тренери да се вадат тестови, па важат 2 дена, 3 дена, а таму си 5 дена или 4 дена. Не знам како ќе иде. Тоа е ризик. Ние, па кога се вратиш додека си 5 дена може да стават у карантини, имаше многу поучени од минатото што заглавија луѓе во други земји. Да. Им се пореметија речиси животите и на работни места и на Да, тој период, тој месец е веќе изгубен. Иначе имаме во Сплит, во Загреб, на секој 2 недели, Белград, Осијек, имаме меѓународни интернационални првенства со воздушно оружје, малокалиберско. Така да, ако ги отворат границите, ќе биде интересно, се спремаат стрелците и дома, додека беше ковидот, се спремаат, значи сув тренинг, дигањето на пушката, воздушниот пиштол и пушката се исто, имаат они dry firing, значи суво пукање, значи битен од китачот, битно е дигањето, кондицијата, не е само се во пукањето диаболи или куршуми. Да, бидејќи ако не се допре оружјето, тоа е представува да Кондицијата од биде дел 100 пати од тебе. дигање е исто како да се дигнал 100 пати со диабола, нели, или со куршум. Така. И со трапот исто, практично треба многу сув тренинг, дигањето на пушката, потезите да влезат во роботиката на самото тело. Да, во мускулната меморија Да. на стрелецот, да влезе сето тоа да биде автоматизирано. Иако мозокот исто така работи и троши најмногу енергија, Така. велат дека во еден олимписки ден, еден олимписки стрелец може до 3,5 килограми да ослаби, а не се мртв од местото. Буквално. Па да, обично тоа за снайперистите е така научно да кажам и, Значи, и практично. Диета за дамите, земете, одете да Снајпер. пукате со снајпер и ќе имате прекрасна диета. Цел ден, да. Цел за еден ден 3,5 килограми. Еве на крај и се пошегувавме на факти кои што се реални, факти кои што се реални бидејќи тоа е буквално факт од Олимпијада. И навистина благодариме многу за ова денешно интервју кое што го остваривме во порелаксирана форма бидејќи на терен не можевме да ве најдеме. Да. Односно кој ќе ве најдевме вие заминувавте во кај метите. Одметите заминувавте кај стрелците и не сакавме да ве реметиме во тие денови кога на настан треба да се одработи буквално и потоа немавме сили да реализираме она што значи лежерен или комотен разговор, интервју, за да може да опатиме се што може да се опфати, што е позитивно, а има многу позитивно во ова негативно време. Исто јас благодарам до вас што ни Чест ни е да бидеме со вас, стрелците. Да, спортското стрелаштво секогаш се го поддржува. Благодарност до Агенцијата за млади и спорт, бидејќи не поддржуваат и во кризата, доста многу не поддржа, Олимпискиот комитет и секторот за оружје во Мовара, бидејќи со нив имаме најмногу соработка. И во учените на владата, да не ги заборавиме, замислете позитивно зборуваме за некоја си државна управа, но тоа е тоа. Тоа што е позитивно, криво седи, право збори, треба да се пофали, нели? Токму така, секако и овие емисии, ние што ги правиме, токму така ги правиме, ако немаме некоја буквално крајна дистанца, односно дестинација, која што ќе ни покаже решение, не треба да ги изнесуваме проблемите. Така. Односно, кога ќе најдеме решение, тогаш ќе ги изнесеме проблемите, за да посочиме и да Има можеме многу кои сакаат решенија. да дадат Значи, тука сме решение, да ги покажеме бавите работи кои што нудат патокас за идни решенија, можеби и за други работи кои што не се решени. Така, Бидејќи нас преку глава ние нон-стоп кукаме. Да сме вакви, да сме како таа земја, како нас. Баш тоа гледаме тука да го смениме сега со Треба да се чекори раководството и тимот мој, не работам јас сам нели во федерацијата, има луѓе што ми се во управен одбор на дворешни членови од клубовите, членови во федерацијата и гледаме сите соработката со секој што сака да ја воспостави со нас, да ја развиваме, да бидеме приступачни, позитивни и
проблемите меѓу клубови, има и клуб со клубови што имаат проблеми, ги решивме, многу клубови ги смиривме, нема потреба повеќе годишно карање, значи да се почне да се работи во дел. Повеќето можеби се и ловци. Ловците се познати како трпеливи. Проблематични се они, таму малце треба да се поработи со нив дополнително. Трпеливи се. Трпеливи, да видат уште малце потрпеливи. Суетни, многу работи знаат. Трпеливоста донесува резултат, нели? Многу луѓе само даваат идеи или како да се реши нешто, ама кога ќе се пристапи кон решавање на проблемот, ги снемува сите луѓе, остануваат два-тројца да го решаваат проблемот, секогаш е така. Или кој ќе настане прљавата работа да се работи, тогаш се повлекуваат сите или викаат што не кажа да ти помогне. Не само тоа, кога ќе помине, што не ме викна. Како вели нашо многу се ирџи има и сите кажуваат како треба и како требало, а никој не се фаќа во моментот да работи. Но континуитетот го остварувате, значи вашите претходници она што го оставиле позитивно веќе е традиција во Македонија и Македонија во поглед на стрелаштвото во ова ковид ненормално време не изгуби ритам, туку гледа да се адаптира. Па што ни беше и мотивација, значи да продолжиме мотивацијата. Што можеме се повеќе да ги одржиме календарите или зацртаните цели од календарот и од програмата на федерацијата што ја водиме. Значи имаше и летни припреми, требаше да се одржи и во неколку наврати семинар за тренери меѓународни од Светската стрелачка федерација да дојдат предавачи во соработка со Олимпискиот комитет на Македонија, но се одложи баш поради ковидот и тие карантини на странците кои ќе дојдат кај нас или ќе се вратат кај нив, исто и тоа ни беше зацртано. Но се надеваме подобро време. Се уште стои на стендбај. Остана и од Светскиот комитет и од Светската стрелачка федерација поддршката дека во секое време ќе не поддржат. Благодарам Јордан на интервјуто и јас на крај ќе ве поздравам до наредното видување со ловечки што и стрелечки поздрав со добар поглед. Благодарам и на вас, се надеваме се гледаме на некој надпревар набрзо. На стрелачката патека. Така. Што живот значи за стрелците, ама и за сите ловци и љубители на стрелаштвото. Така. Довидување повторно со добар поглед. Довидување.